По согласно со член 68 на Уставот на Република Македонија, кој на собранието му дава надлежност и должност да врши контрола и надзор над работата на носител на јавни и државни функции. Во согласност со Законот за јавно обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, популарно наречен Закон за СЈО, односно неговиот член 7 кој вели, цитирам, јавниот обвинител ќе биде одговорен за нејзината работа пред Собранието на Република Македонија и пред Советот на јавни обвинители. И во неговиот став 2 кој вели, повторно цитирам, јавниот обвинител ќе поднесува извештај секој 6 месеци за нејзините активности, вклучувајќи и опис за напредок во која било истрага или гонење преземено од јавниот обвинител. Господјата Катица Јанева е должна да поднесува извештаи, да присуствува и да ги образложува своите извештаи пред Собранието на Република Македонија и пред неговите работни тела, онака како што предвидува Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија и онака како што е апсолутна пракса, без исклучоци, на поднесување извештаи и нивно бранење на десетици и десетици други државни институции и тела одговорни за својата работа пред Собранието на Република Македонија. Понатаму, во согласност со Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, односно неговиот член 127 став 2, кој вели, цитирам, на седница на работното тело, кога се разгледува предлог на закон или друг акт во второ читање, задолжително присуствува и во работата учествува представник на влада и представник на подносителот, чиј предлог се разгледува. Господјата Катица Јанева е апсолутно должна да присуствува на седница на Комисијата за политички систем, кога на дневен ред е разгледување на нејзиниот извештај. Почитувани, дополнително, сакам да ве информирам дека уште пред неколку дена, пред воопшто да започне расправата по извештајот на СЈО, му беше предложено на координаторот на пратеничката група на СДСМ, господинот Горан Сугаревски, да биде усогласен и прифатен договор за распоред на говорници и репликанти за целиот тек на седницата на комисијата, што во тој момент не беше прифатен. Како и да ве информирам дека во текот на вчерашниот ден понудивме секоја пратеничка група да има право на максимум 5 говорници, дискутанти, со ограничено време и со ограничено право на реплики, со што ќе имаше предвидливост и видлив крај на седницата на комисијата. И тој предлог не беше прифатен. Исто така, сакам да ве подсетам дека господјата Катица Јанева сама достави допис дека ќе биде на располагање на Собранието на Република Македонија во периодот од 19 септември до 30 септември, што ние колегијално и принципиелно кажавме и бевме спремни да го почитуваме, но очигледно самата нема да го испочитува. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз, специјалното јавно обвинителство, шарените платени демонстранти на Сорос и Катица Јанева се усогласени и координирани. Вчерашните долги и многу поброј процедурални забелешки од страна на пратеници на СДСМ, бегањето на Катица Јанева од расправа во комисијата и неуспешниот протест на шарените платени демонстранти на Сорос беа дел од планот како Катица Јанева да биде извлечена од обврската да дебатира, дискутира и поднесува одговорност пред Собранието на Република Македонија. На СДСМ и на другите, совршено им е јасно дека СЈО не е ниту непристрасно, ниту е објективно, ниту ги почитува и заштитува слободите и правата на човекот и граѓанинот, ниту пак својата работа ја врши законито, ниту во вршењето на својата функција обезбедува еднаквост на граѓаните пред законот, како што налага членот 5 од Законот за јавно обвинителство на Република Македонија. На СДСМ им е совршено јасно дека ова СЈО и тимот кој го раководи ниту се држи до законите, односно ги прекршува, ниту има капацитет и квалитет во својата работа, ниту пак има ефикасност. СДСМ и Катица Јанева не сакаат јавноста да има увид
и да знае како работи оваа институција, бидејќи свесно ги прекршуваат законите. СДСМ и Катица Јанева не сакаат транспарентност во работата на СЈО, бидејќи немаат одговор каде се потрошени околу 60 милиони денари. СДСМ и Катица Јанева не сакаат јавноста да ги гледа и слуша сите аргументирани прашања за пристрасноста, партиската поврзаност, неквалитетот и нестручноста на СЈО. СДСМ и Катица Јанева бегаат од одговорност да дадат одговори на прашања кои се легитимни и оправдани и кои се од интерес на граѓаните на Република Македонија. СДСМ е свесен дека Катица Јанева, не сакајки свесно, призна дека и досегашните предмети по кои работи се нецелосни и некомплетни. Би сакал да потенцирам дека Социјалдемократскиот сојуз, нивните медиуми и платени новинари организираа лична хајка против сите пратеници кои минатите неколку дена поставија прашања или критички анализираа работата на СЈО со огромен број на лаги, манипулации и лични недостоинствени дисквалификации. Се извинувам. Тоа говори дека СДСМ применува ниска кампања за заштита на господјата Катица Јанева, применувајќи приземни и долни методи. Почитувани, и покрај безбројните процедурални забелешки од Социјалдемократскиот сојуз, чија цел беше да не се разговара суштински за извештајот на Катица Јанева. Само 8 пратеници од пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија успеа и поставија вкупно 119 прашања до специјалното јавно обвинителство, од кои беа одговорени, потенцирам, само 23 прашања. Односно беа одговорени нешто помалку од 20% од поставените прашања. Би сакал да кажам нешто што и вие и јавноста го видовте, дека ниту одговорите на овие 23 прашања не доликуваа на сериозна државна институција. Одговорите на скромните 23 прашања беа оскудни, неточни, дисквалификаторни, беа користени префрлања на одговорности врз други институции и беа користени класични лаги. Ова не е транспарентност. Доколку СДСМ и Катица Јанева мислат дека се недопирливи и дека не сносат одговорност, апелираме повторно да си го препрочитаат Уставот, Деловникот и законите кои тангираат работата на оваа институција. Господјата Катица Јанева не го образложи извештајот, а наместо нејзе, тоа се обидоа да го направат двајца пратеници на СДСМ. Не покажа должна почит кон процедурите на собранието, бидејќи си дозволи само да си зема збор, без притоа некој да и го даде таквото право во тој момент. Господјата Катица Јанева се расфрлаше со политички коментари, па дури и закани кон пратеници. Си дозволи на седница на комисија да има суфлери од редот на пратениците на СДСМ. Господјата Јанева дрско призна дека нема намера да дава финансиски извештај. Катица Јанева во 2 дена на исто прашање даде 2 комплетно спротивставени одговори. Почитувани, јавноста еускратена од можноста да добие одговори на овие и слични прашања. Дозволете ми, например, од каде СЈО го црпи легитимитетот, доколку собранието не е легитимно? Дали од СДСМ, дали од Сорос или од друго место? Зошто СЈО бараше одложување на пуч по неколку месеци и тоа од приватни причини, а сега се жали за одложување од неколку недели? Зошто и како СЈО соопшти дека нема увид на доказите за случајот пуч, а сепак побара пуштање од притвор на господинот Верушевски? Зошто Катица Јанева не превзема никакви дисциплински мерки, предвидени во законите, кон вработените во СЈО за очигледни прекршувања на законите? Зошто СЈО ангажира правни експерти, кога изборот на Катица Јанева и нејзиниот тим
се базира на стручност и лична одговорност за донесени одлуки, исто како и во другото обвинителство и во сите судови во Република Македонија. Кој ќе сноси одговорност за грешките на СЈО? Дали обвинителите кои што работат во СЈО или така наречените правни експерти? Зошто СЈО ангажира адвокати кои имаат судир на интерес бидејќи бранеле лица против кои СЈО има предмети? Зошто СЈО не дава информација за платите и наградите на обвинителите, вработените и правните експерти? Каде СЈО потрошило 60 милиони денари за кои не дал и не сака да даде финансиски извештај? Каде е отчетноста и транспарентноста која СЈО ја ветуваше? Зошто СЈО не применува исти стандарди кон Зоран Заев како што постапува спрема Владимир Талевски? За исти постапки, по исти јавни набавки во кои Зоран Заев плаќал дури 3 пати поскапи цени? Зошто СЈО го прекршува законот за кривична постапка кој налага тајност на сите предистражни и истражни постапки? Зошто СЈО не превзема никакви ефективни мерки кој може да ги превземе во согласно со законите за прибирање на незаконските прислушувани материјали кои се уште се лиферуваат во јавноста? Зошто СЈО не побарала изјава од Зоран Заев во која тој би кажал кој нему лично му ги предал прислушуваните материјали? Зошто СЈО дава информации дека добила нешто над 500.000 разговори, а Зоран Заев вели дека поседува над 1 милион разговори? И зошто СЈО не превзема мерки за да ги добие и останатите прислушувани материјали? Зошто СЈО бара продолжување на рокот за својата работа, кога пред само неколку месеци избрка 2 обвинителки со образложение дека нема доволен обем на работа? Зошто СЈО досега има само 2 предмети, од кои едниот процесно погрешен, а јавното обвинителство на Република Македонија со сличен капацитет и со многу полоши просторни и финансиски услови годишно работи на 35.000 предмети? Зошто СЈО не сака да каже кој издал налог за незаконско апсење на градоначалникот Едмон Темелко? Конечно, зошто СЈО не даде одговор на клучното прашање за кое е и формирано? Кој? Зошто? Со која цел? За колку пари го организирал и го спровел прислушувањето во Република Македонија? Почитувани, пратеничката група на ВМРО-ДПМН инсистира господјата Јанева да се врати на седница на Комисијата за политички систем, зашто тоа е нејзина одговорност пред Уставот, законите и деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. Инсистираме специјалното јавно обвинителство да достави комплетен и целосен извештај во кој ќе има информации покрај другото каде се потрошени 60 милиони денари за кој господјата Катица Јанева одбива да даде одговор. Инсистираме Катица Јанева да ја повлече и да се извини за изјавата дека Собранието на Република Македонија е нелегитимно. Почитувани, доколку специјалното јавно обвинителство и господјата Катица Јанева не постапат во согласност на Уставот и законите, без да навлегуваме во содржината, сакаме да потенцираме дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија воопшто нема да прифати разгледување на било какво барање и предлог од страна на специјалното јавно обвинителство. Ние сме повторно спремни за договор околу време траењето на дискусиите и репликите и сме спремни расправата за извештајот на СЈО да заврши во рамки на неколку дена. Но ќе инсистираме на донесување на собраниски заклучоци во кои ќе бидат позиционирани и сите проблеми, нелогичности и недостаток од информации во извештајот на господјата Катица Јанева, по кои заклучоци секако понатаму ќе може да се произнесуваат и сите надлежни државни институции.